Локалната самоуправа на Кочани спроведува постапка за вработување на нови лица во општинската администрација. Тие ќе бидат распределени на работни задачи во различни сектори и одделенија. Ангажирањето нови работници се оправдува со исполнување на годишниот план за вработување, според кој неопходни се 5 лица за одделенијата за комунални работи, за уредување на градежното земјиште и секторот за јавни дејности. На последната седница на Советот на општина Кочани имаше и советничко прашање до градоначалникот Папазов зошто се потребни нови вработувања во услови на финансиска и енергетска криза. Од 5 вработувања што ќе бидат во општина Кочани, далите првите 3 што се по список, како што се оглас опишуван, помоцно работник за протоколарни активности, помоцно работник за општи работи и со работник во едношалтишки систем, дали не можеше да се најдат тројца вработени од тие 100 колку сте во општината вработени, 109 или 90, нешто не е битно, што ќе вршат истата работа, пошто нели збориме за рационализација на работни места, штедење, дали тие 3 места се толку битни, додека каде што имам недостаток во урбанизам, значи архитекти и градежници, таму и само двајца, мислам дека таму има поголема потреба од вработување. Новите вработувања биле неопходни за нормално извршување на обврските и услугите што ги дава општината кон граѓаните. При тоа се нагласува дека има и лица кои неколку години се ангажирани преку агенција за временно вработување и се чека на трансформација на работниот однос со редовно вработување. За другите работни места пак имало потреба од нивно пополнување. Општина Кочани е една од ретките општини која спрема бројот на жители во општината има најмал број на вработени во општината. Околу 96 со се поженени карите. Во меѓувреме тројца заминаа во пензија, следната до крајот на годината имаме уште едно пензионирање, следната година и исто така имаме тројца лица за пензионирање и тука можеме да размислуваме во делот на прераспределата на работните обврски задачи, во делот на рационализацијата, а остатокот што ќе се појави како реална потреба ќе треба да го пополниме со нови лица. Според податоците од онлайн калкулаторот наречен Балансер, во моментот во општина Кочани од вкупно 95 лица кои се на платен список на буџетската сметка, 87 се македонци, еден е турчин, по тројца се власи и роми и едно лице е од друга етничка припадност. Од планот за вработување за 2023 година може да се види дека потребно е да се ангажираат уште 8 лица.